Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со професор доктор Јосиф Јосифовски, декан на Градежен факултет Скопје, Сашка Цветковска, главен и одговорен уредник на Истражувачка репортерска лабораторија, ИРЛ, и Ели Пешева, новинар и магистар за односи со јавност. Останете со нас до 11 часот. Така е, одлични содржини уште од рано изутрина, така ќе биде и во овој дел од денот, но пред да започнеме јавно да се извиниме и да ја посакаме пред се добро здравје на Сашка Цветковска, која ово утро требаше да биде заедно со нас во студиото на Здраво Македонија, но е за жал на ургентниот центар и навистина пред се целиот тим на Здраво Македонија и посакува добро здравје, брзо опоравување и следно да се видиме токму тука кога здрави и добри ќе го раскажеме она што денес имавме на ум да го раскажеме. А заедно со мене домаќин ќе бидеме јас и мојата драга колешка Милена. Милена, добро утро. Добро утро, Алекс, за тебе, добро утро за нашите гледачи. Еве, ако сакаш, можам јас да бидам и домакинка и гостинка. Не е никако проблем. Имаш што да раскажеш? Да. Септен, посебно за првите почетоци во градинга на помалата ќерка се шегуваат со мене. Сега нова етапа сум имала во животот, можам за тоа не е никаков проблем. Денеска бевме гости кај Баба Рада и баш споминавме колку ете се памети утринската на Здраво Македонија, убави времиња, со убави гости и соговорници. 20 години веќе. Некој малку нешто да запамти, има што да раскаже искрено. Синоним за посветеност и одлична работа, но така ќе биде и со нашите гости, како што е ред да се ги представиме уште еднашка. Веднаш до мене професор доктор Јосиф Јосифовски, декан на Градежниот факултет. Добро утро и добре ни дојдовте. Да, ми представува задоволство особено меѓу вака три дами да бидам, да. Граци, така да. И веднаш по вчерашниот ден и првиот академски час имаме што да раскажеме. Секако, да. Веднаш до вас Ели Пешева, дама која што е добро позната на македонската јавност, новинар и магистар по односи со јавност. Добро утро и добре ни дојдовте, Ели. Добро ве најдов секогаш ми е задоволство да се дружиме. Ели, ќе започнеме со вас со оглед на тоа дека сте гласни во периодов и како треба да бидете гласни и како дел од Одва иницијативата, каде што воздухот е нешто за што допрва ќе зборуваме во Скопје, каде што воздухот за жал беше оптоварен со се она што го имавме по пожарите Вардариште, Трубарево и ред други начини на загадување. Но колку ете правото, основното човеково право е чист воздух, колку Одва иницијатива го крева гласот на оваа тема? Па 100% е право. Значи на граѓаните, правото на чист воздух, бидејќи тоа подразбира и право на грижа за здравјето, но и за квалитетот на живот генерално. Ние сме активни во текот на целата година, иако морам да кажам дека за жал интересот и во јавноста и кај институциите е на етапи и по правило почнува некаде овој период кога заладува и почнува грејењето, не затоа што во зимските услови грејењето е еден од најголемите загадувачи и трае некаде до кај февруари-март, со првите сонцеви денови опаѓа интересот, опаѓаат ангажманите. Ние продолжуваме константно да апелираме, барем за оние работи кои што може да се сменат, за кои што треба да се интервенира, бидејќи загадувањето, како што еве покажа последните ситуации со пожарите, еве сега го имавме во сред лето, значи не ќе да е само од загадувањето, туку е генерално од негрижата и на институциите, но и на граѓаните, значи на една општествена негрижа сами за себе, што е просто фасцинантно, мислам, во денешни услови кога барем овие работи во драматична мерка, ако се сака, може да се намалат. Ние би требало веќе кога доаѓаме до периодот на есента, значи во септември, да имаме некакви мерки со кои што во текот на зимата ќе го намалиме загадувањето, ќе го намалиме испуштањето на PM10, PM2,5 частичките. Еве со години, ние сме можеби 10 години активни, ако не се лажам, 2015-2016, како здружение апелираме константно дека периодот на пролетните и летните месеци треба да биде искористен за да се направи стратегија како во зимските месеци. И кај нас, за жал, не е тоа само еден проблем. Значи, не е само да го издвоиме загадувањето. Ние немаме ниту добар градски превоз, нели, кој што ќе овозможи луѓето да стигнат од една точка до друга. Да. За да може да ги остават автомобилите. Возниот парк на автомобилите кои што се во главниот град
и низ целата држава е многу стар. Така е, кога сме кај автомобилите и кај поврзувањето на главниот град со сите останати, професоре, не може да не ве прашам изградбата на патиштата и инфраструктурата како да се претворија во одличен материјал за политичка кампања, за која сите сме свесни веќе не е активна, на која било власти се прави соодветно некако дезинформирање на јавноста. Како се одразува политичката манипулација на градежната гранка генерално и врз изведба на проектите? Да, очекував да ме прашате за изградбата на патиштата. Тоа е, као што и вие кажавте, сега точно една тема која долго време се експлоатира од политичките елити. До Охрид да стигнете магично. Да, и граѓаните имаат потполно право со тоа што сметаат дека треба многу побрзо и поефикасно да се одвива тој процес. Имено, знаете како е, планирањето е една од основните работи, пред малку и соговорничката го спомена истото. Доколку имате правилно планирање и правилна организација, проектите ќе се движат навремено и со онаа динамика која што е предвидена. Во контекстот на политиката, знаете, секои 4 години или на секои 2 локални па парламентарни стануваат актуелни тие прашања. Па дури гледам сега започната кампањата за локални избори, се експлоатираат теми кои што не се баш локални, така да и тоа е разбирливо на некој начин. Меѓутоа, јас не сакам на тоа да гледам така, се трудам секогаш аргументирано и со факти да се дискутира кога треба, и ако ме прашувате дали е вообичаено или нормално, ќе ви кажам веднаш дека не е нормално во едно општество современо да се користат тие теми во политички цели, иако е многу, да речеме, згодно можеби некогаш за политичките партии. Кога и ве ги споменавте изборите, би сакала и двајцата да ве прашам, еве, Јосиф и Васили и вас. Дали никогаш сте добиле, можеби, понуда да бидете на некоја функција, да бидете носител на некоја листа? Советничка. Советничка секако. Дали сте размислувале, дали сте посакале и ако се случило тоа, што би било прво што би смениле? Да, ова прашање не го очекував, да, интересно. Кажав, јас има и многу спонтани прашања кои што ќе произлезат. Да, не сум добил понуда и не очекувам да добиам. Значи, мојата кариера е стрикно... А сте рекле некогаш да бидам јас таму на тоа место, да видат што ќе променам, да речем? Видете, знам дека многу е тешко некој човек или индивидуа да ги смени работите. Еве и сега сум на позиција декан на градежниот факултет и мојот план или начин на делување е делување со тим, значи организирано, заеднички, каде што ќе се споделуваат одговорности, меѓутоа и заслугите истовремено. Така да сметам дека тоа е начинот на кој што треба во сите работи, па и во политиката, да се влегува и да се работи. Не гледам дека, мислам, лично и не би сакал да се вклучувам, единствено ако не видам добра средина во која што можам јас да функционирам, тогаш можеби би размислил, да. Или вие? Па и јас не сум добила понуда, што не значи дека треба да чека нели човек да добие некаква понуда за да биде општествено активен. Но ако смеам, еве, јас би ги поздравила независните. Значи тоа се неколку здруженија кои што сега на овие локални избори одат, тоа се активистите генерално. Моите соборки се сите на советнички листи, така што им посакувам среќа и се надевам дека граѓаните навистина ќе може да ги препознаат своите, бидејќи кај нас таа матрица дека мора да се гласа за партија се уште е многу силна, иако големите промени, ако ги погледнете и од сега изминатите 4 години, што се успеа да направат само неколку советници во општинските совети е навистина за воодушевување, особено заради начинот на кој што тие се борат со големи механизми како што се класичните политички партии. Колку може во Македонија да се остане тешки за противници? Да, колку во Македонија може да се остане независен? Па може, еве, ние се бориме. Значи, таа е некомфортната позиција, можам да кажам, бидејќи го разбирам моментот дека луѓето сакаат да се приклонат кон една или кон друга или кон трета страна, бидејќи така им е поудобно. Оваа позиција да се остане независен е најтешка, но по друга страна ви гарантира слобода во размислувањето и во слобода во проценувањето на тоа што е добро
за нас, за нашето семејство, за нашите блиски и за нашата заедница да биде функционална. Така што јас не би ја менувала таа слобода. Професор? Значи, ја би сакал да додадам, да, мене не ми е страно да речеме независноста. Јас сметам дека академијата од секогаш била независна и треба да биде така и да. практично таа да биде тој коректор или некаков сегмент од општеството кој ќе помага, да речеме, на општеството да се гради и да се води онака како што Но треба. реалноста ни е поинаква. Многу професори, доктори, лекари влегуваат во политиката за да Посебно доктори, Да. некако како да А станат може би тренд. со надеж дека можат последниве нешто да години. сменат. Јас не мислам дека влегувањето на луѓето од да речеме од професорската фела или од докторската фела е со намера не знам што да направат, што до сега не го направиле, тие се докажале во своите професии во својот живот. Предпоставувам кај повеќето од нив дека е желбата да бидат успешни да направат нешто конкретно Да, за општеството, но сигурно е. потоа кога ќе влезат во политиката, сваќаат дека тоа не е Односите се така. поинакви, да. Ама така се Да. губат пак добри кадри, да речеме. Факт. Постојано се зборува дека се помалку кадри има им во здравството, во образованието. Пред малку нели со вас пред емисија зборувавме како е кај вас на факултет. Како е од година во година? Зошто се намалува бројот на запишување на студенти? Вчера го имавме првиот академски Ски час, час, колку да. на градежниот факултет има интерес и упис, особено за одредени гранки. Еве, геодети и се некако што ни е многу помалку во јавноста пласирано, а се професии кои како... Да, градежништвото е една широка дисциплина, не сакам да одзимам време, веројатно ви е познато. Ние на градежниот факултет имаме 3 студиски програми, тоа е студиската програма по градежништво, геодезија и геотехника, значи 3G. Запишуваме редовно студенти, минатите 2 години имавме пат на број, меѓутоа она што е позитивно е бројката оваа година, каде што бележиме раст од 50%, што е изворедно добро, да. И гледаме Тоа е добро како за разлика од другите да, фирми. младите луѓе се враќаат или еве почнуваат да се враќаат на техничките струки, што е многу значајно, затоа што општеството се ослонува на и зависи од техниката, да речеме на некој начин, и без нив практично би имале проблем во секојдневието сите ние, како што рековме, па и во инфраструктурата споменавте и така натаму. Многу е значајно тоа да се објасни низ медиумите и на младите да им е битно дека да сватат практично дека техничките струки не можат никогаш да изумрат, дека ќе има секогаш побарувачка на нив, и ако моментално валоризацијата финансиска не е соодветна, дека таа состојба е некоја состојба што ќе иде нагоре и ќе се подобрува. Значи Вас тоа не е плашат ли со вештачка интелигенција? Нас многу не плашат. Одлично прашање. Одлично прашање. Да, ние веќе, односно еве јас ќе зборам од свое име, веќе почнуваме на некаков начин да ја вклучуваме во вештачката интелигенција во тоа што го работиме во нашите предавања, значи тоа е неминовно, значи мораме да се прилагодиме на модерните времиња и технологии и што побрзо ги прифатиме, мислам дека ефектите ќе бидат подобри. Да, како асистенти. Сега имаат и тие ограничувања, мислам дека на тоа мислевте кога ги спомнавте, некои работи и некои одлуки морат се уште да ги носат инженери. Така, да има не може- во позадина... Апсолутно, значи они може да ви помогнат да создадете или полесно, побрзо да дојдете до некои одлуки или некои согледувања, а на крај секако одлуката крајна мора да биде на А или кај инженер. вас како е, бидејќи вие прашавте и рековте кај вас ние дека сме во првите, јас да речеме како новинар и сега нели како во маркетинг агенција како директор за комуникации, јас имам one to победа. Значи мојата професија е во двете професии се во првите 5 кои што се претпоставува дека први ќе исчезнат, но јас не мислам дека е тоа така, затоа што мислам дека професијата се менува и ние сите како што спомне професорот ќе мораме да се адаптираме, значи да ги прифатиме новите технологии, да се адаптираме и да ни бидат тие асистенти. Но да, сметам дека човечкиот момент се уште нема да може да се замени комплетно. Не ме плаши заради тоа што некако цело време си викам дека ние тие што сме креативни, тие што сме ќе го најдеме патот, секогаш така. ќе си најдеме некаде каде што ќе бидеме покорисни. Инаку предвидувањата ако ги погледнеме, ние пошто следиме нели секојдневно тоа, ние дел од работата, предвидувањата навистина не се нешто многу сјајни, дека за многу кратко време бидејќи
Пуштаат некои податоци дека изминативе 10 години работите кога се менувале технолошки, знаете по новите телефони се менувале на 9 месеци. Значи на 9 месеци нов модел на телефон, апдейт на компјутери, нови софтвери така натаму. Последните 5 години тоа станува, последните 3 години станува многу побрзо, значи за отприлика некаде на 5 месеци, ама последнава година веќе сме во спринт. Значи гледате и сами апликациите за што користат кои што се всушност апликации за вештачка интелигенција, дека буквално од недела на недела имаат некаков апгрейд. Значи ние мораме сега тоа темпо со кој што мораме се прилагодуваме да учиме, малку создава анксиозност дека дали ќе пофатам се, но од друга страна па предвидувањето се дека ќе бидеме многу послободни, ќе имаме многу послободно време. Може и нас ќе не смена тука во студио. Наместо Милена ќе биде некоја како Милена. Да, минатата недела представија некаква актерка која што е комплетно генерирана со вештачка интелигенција, ама знаете што пак но се за да генерираме потребен ни е човечки фактор, многу знаење и многу умење. Духовитоста, харизмата, како ќе ја замени вештачката интелигенција, имаме уште некој професоре. Во нашето време на кариера, мислам дека ќе има време. Професоре, 76 години основање на градежниот факултет не се години за подценување. Колку низ годините градежниот факултет се менуваше, адаптираше и го прати новото време? Значи, ја прво морам да кажам дека градежниот факултет е еден од најстарите универзитети, значи формиран е во делот на техничкиот универзитет, кој потоа се издвојува понатамо како градежен факултет. Имаме голема традиција, не е за подценување, самите кажавте, и во европски рамки би рекол, и низ годините во работата на самиот факултет се градени многу мои колеги, успешни инженери и професори, така да ние само се дополнуваме на рамењата на тие луѓе и она што тие го основале или го оставиле. 76 години е јубилејот кој што ќе го прославиме следната недела, тоа е на 6 октомври, понеделник, ќе имаме и своевидна свеченост, прослава да речем, на која што ќе бидат повикани голем број на гости, колеги, луѓе од академијата секако. Сите кои оставиле печат во областта во која што ја работите долги години. Да, она што ме прашавте во делот на тоа како се развива, значи секоја генерација носи свој влог и свој удел во оваа институција. Се трудиме и ги поддржуваме секогаш младите, пред малку ви зборев, значи јас се трудам да практично и вложувам доста во младите, сакам да бидат тие предводници во новото време, во ова време на ЕА, што рековме. Така. И мислам дека тоа е формула што секако ќе успее, секако не заборавајќи ги поискусните и постарите кои секогаш треба да се консултираат за најважните работи. Така. Тука некако ни се наметнува прашањето и за родителство, бидејќи го оставаме на нашите деца и идните генерации, или мајка и горда мајка сте на прекрасно семејство, па колку знаете и умеете да ги советувате вашите деца со се оно што е традиција, но и модерно родителство. Каде некако го наоѓате балансот помеѓу новото време и времето во кое што ние сме биле растени и воспитувани? Да, моите деца се малце повозрастни, моите кирки. Повозрастната кирка има 21 година. Таа е абсолвент на факултетот по режија и 3D анимации во Милано. Другата кирка е сега матурантка, 17 полни години. Околу родителството. Некако ни доаѓа спонтано да веројатно да почнеме со некакво традиционално родителство, но предпоставувам знаете и двете дека во текот на родителството учите на компромиси и јас сега можам веќе од оваа фаза да кажам дека колку што јас сум ги учела моите деца за некакви вредности, толку јас сум учела од нив. Ми било тешко да прифатам дека некои работи за кои што јас сум инсистирала биле погрешни, се покажало дека нивниот пристап е можеби подобар. Сега сме помеки една кон друга и веќе можам да кажам дека јас имам деца, но имам и најдобри другарки. Да, така може да се забележи по фотографиите некогаш, што ги постирате. Да, благодарам. Но факт е дека родителската грижа не престанува
кога, не знам, детето ќе проди или кога ќе тргне во градинка или кога прв ден на училиште. Само се менува обликот и нови продолжува со социјализацијата, продолжува со првите љубовни проблеми, продолжува со првото одвојување од дома. Значи не престанува грижата и дури можам да кажам некако ми се чини, нели како велат и повозрасните, нели секоја возраст со своите проблеми, како се повозрасни. Мали деца, мали проблеми, големи деца, поголеми проблеми, да. Навистина значи така. Така што можам само да резюмирам, само да се живи здрави и да бидат свесни за тоа каде си и што треба да направат за да бидат безбедни и да бидат задоволни. Професоре, колку и на оние деца, условно кажано, на кои предавате, понекогаш ги чувствувате како своји и ги гледате како некои кои идно ќе останат на универзитетот и ќе ги наследат професорите, па и вас што се вели. Да, секако да ви кажам. И вашите лично. Да, значи нормално е, нашата професија е благородна професија. И практично и ние се помладуваме некако со секоја нова генерација и тоа е една од убавите работи на оваа моја професија. Ги чувствуваме нормално како блиски, како своји. Имаме, нормално се поставуваме и како фигури, авторитативни и тоа е значено, значи не можете да бидете на некое ниво како што би биле, морате да имате одредено, секако. Меѓутоа, секако се менуваат времината, се трансформира, не е повеќе наставниот процес и професорите онакви какви што биле веројатно кога сите ние сме студирале, се по-достапни, по-отворени и по-пријатно расположени, да речеме, према самите студенти. Ги следиме, ги пратиме, им помагаме, значи не само во циклусот на образование, него што викате и приватно, доколку они имаат одредени... Строги сте кога треба? Па да ви кажам, јас, според моето убедување, потребно е професорот да биде во одредени моменти и строг, за да се направи таа дистанца, вие спомнавте. И тоа е неопходно за да и они го научат своето место некогаш и во процесите, и во односите, и во работата понатаму. Затоа што порано било некое друго време и други кои што се бават со професија, како важно кажуваат дека порано нели наставникот имал авторитет, сега се губи, родителите се тие со стапче по раце. Значи јас стално велам, јас не сакам да имам страво почит од студентите, сакам да ме почитуваат ради некои други квалитети. Значи почитта да дојде од нешто друго. Ако можете тоа да го постигнете, онда сте успешен професор. Да вратиме веќе кога сме кај професијата, се соочуваме со инженерска миграција. Дали имаме соодветно обучени инженери кои можат да ни ја градат Македонија, вклучувајќи ги капиталните проекти и кои остана во Македонија? Па да ви кажам, се уште имаме одлично прашање и добро што ме потсетивте, секако сакав на таа тема да дискутирам. Се уште имаме, меѓутоа бројката брзо се намалува. Морам да ви кажам, тоа се изворедни, добро образовани кадри, кои што многу лесно наоѓаат работа ширум светот, највеќе во Европа и во Германија, ако бидеме конкретни. Каде имаме голема миграција? Па кон Германија, јас би рекол, многу лесно се снаоѓаат таму, уште веднаш почињаат да работат. Значи дека сте создале и добри кадри? Да, апсолутно. Од една страна вие и некаква сатисфакција. Ние, истовремено и ние сатисфакција, меѓутоа гледате тоа е познат процес и не е невообичаен само за Македонија. Ние сега го чувствуваме и не е најболна таа ситуација. Меѓутоа ако земете во регионот во секој циклус на проширување на Европската унија со нови земји, така таа професионална миграција се ширела или се случувала. Она што е позитивно во целото, што има примери и на поврат на тие инженери и да речеме наши луѓе што ќе заминат во странство и во Полска, во Хрватска слушам срамежливо и во Бугарија, така да се надевам дека тоа ќе се промени. Ја морам тука да споменам дека јас еден период од својот живот го поминав во странство. На студии, веројатно сте истражиле. Добро, тоа е сте се вратиле пак тука. Да, јас таму бев првин бев на магистарски студии во Германија, значи во Бохум на Рур универзитетот, каде што поминав 2 години, ми беше понудено да останам кој асистент таму и јас се вратив. И до ден денеска ме прашуваат луѓе зашто се вратите, пошто еве вака сте имале услови, би било понудено престижно место и така натаму. Јас немам еден конкретен одговор да кажам прецизен зошто, затоа што е сплет на повеќе околности. Се каете што сте се вратиле или? Па да ви кажам,
Не се кајам, меѓутоа би сакал овде да биде и тогаш се вратив со некоја идеја дека работите ќе се развиваат поразлично и побрзо, да речеме, таа трансформација на општеството ќе се случува. И едноставно сметав дека еве ќе се вратам, очекуваат луѓето, пошто ја веќе почнав да работам како асистент на градежниот факултет, дека имаат очекувања од мене, дека они ме поддржале, дека јас морам да и возвратам на таа институција со нешто. Меѓутоа истовремено сметав дека сите трансформации, дека ние за 5-10 години ќе станеме Европска унија и дека нема многу да загубам, дека просторот и идеите ќе бидат исти. Меѓутоа не идат работите секогаш така како што се планира. Или пред емисијата малку зборнавме и за временските услови, нели, врнежливо време е нормално, ќе кажам, да биде така. Септември, октомври, но многу луѓе сметаат дека дождот, како што ми рековте вие, представува проблем за Скопје, но всушност друго нешто е проблем. Ајде малку околу ова. Може би не дефокусираат. Кај нас не може да кажеме дека дождот не е проблем, бидејќи јас сега кога доаѓав навака. Не е толку голем дека може би поголем. Значи морав да навистина 20 на сат за да не ги внимавајќи нели на пешаците и на дупките кои што не се гледат, но мислам дека опасно по живот за Скопје, за скопјани всушност е кога дува ветер. Заради тоа што имаме многу ѓубре, комунално ѓубре, околу самите населби каде што се баш онака интензивно населени, имаме многу отпади и кога дува ветер во Скопје, имаше на времето во една емисија што ја водев, режисерот Александар Поповски рече ние сме кога дува ветер во Скопје како филм на Серџо Леоне, нели со прашината и со кесите во воздух, но сега кесите се најмал проблем. Значи јас со своји очи видов како летаат картонски кутии и изгледа смешно, звучи смешно, но во пракса навистина е многу непријатно. Колку сами придонесувате за се она што велиме дека е проблем, колку одвојувате, селектирате можеби отпад дома, колку знаете и умеете некого да опоменете доколку не го прави истото соодветно? И како родители, како професори, како еминентни луѓе секој во својата област. Да, бидејќи промената почнува од нас. Така. Многу е лесно да критикуваме, да зборуваме и да кажуваме Скопје не е нечисто, но што лично правиме, или? Да, јас дефинитивно правам се од ова. И јако многу се фрустрирам, бидејќи комуналното ѓубре нели не беше собрано, а камоли да селектирате. Мојата ќерка кога беше помала многу се разочара кога селектираше нели пластични шишиња, картони и така натаму, и кога виде дека тоа се иде на исто место и тука рече па тогаш ние што правиме. Тоа не значи дека треба да престанеме. Еве сега на пример животот во Италија ја учи дека нема тука отстапки. Значи точно е обележано што каде оди. Така, дури имаат и казне доколку е несоодветно. Не само што казните доаѓаат од кога ќе ви го остават ѓубрето неколку пати. Значи доколку ставите на пример, не знам, пластично шише во кантата за картони, нема да ви го подигнат отпадот, ќе ви го остават. Еднаш, два пати, веќе третиот пат добивате сериозна казна. Не е таа казна ќе се ценкаме ние сега со инспекторот, ќе се објаснуваме. Или ќе се јавиме добивате преку адреса на трансакцијска, ви ги симнуваат парите кога ќе ве заболи срце, тогаш ќе речете за едно пластично шишели. Но сметам дека казните се најдобар начин за сега веќе во оваа фаза и кај нас за некакво поставување на вредности, на граници, на начин на живење, бидејќи очигледно не можеме да се потпреме на свеста. Значи вие погледнете луѓето кои што нели ние сме нација која што обожава домашни миленици. Погледнете колку од нив си го собираат. Никој не собира. Не никој, но многу ретко собира. Да, затоа улиците се лом. Така што кога ќе почне со казни, мислам дека со казни веќе овој менталитет само така може полека да се менува. Така беше и со пушењето, ако ви текнува колку беше за жал пак го имаме по локалите и рестораните. Само со спроведување на казните, прво мора да постои стратегија, мора да постои регулатива и потоа таа регулатива да се применува. Но таа да биде неселективна. Да. Значи да важи за сите подеднакво, значи ако има отпад и пред влада, сега пак иде тоа од нашиот буџет или казната, меѓутоа генерално
Кого ќе казниме таму? Има многу така. Па ќе казниме тој што е одговорен за, не знам, за Ако вроди со општите плоти, работи. нека биде од наши пари, но да биде со така беше со паркингот, со години мака мачевме, Да. сега луѓето се си праќаат пораки, Милена, така што извинете, професора, за жал, меѓу три жени и волку дискусија. тешко се доаѓа до Тешко збор. се доаѓа, Да. но вашиот одговор Слободно ќе го може- слушаме по рекламите, Да, кои што да мора се да ги каже. прочитуваме точно и навремено. Се гледаме по реклами.